Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ, Ангел Данов. Добра вечер во Дневникот на КТВ, 17 август 2026, понеделник. Од септември уште две училишта во Кавадарци преминуваат во едносменска настава. Зачувани се сите работни места, истакна градоначалникот Митко Јанчев во гостувањето во емисијата ТВ Објектив на КТВ. Сите школи ги направивме комплетно нови. Од грејење, ладење, кровови, изолација, спортски сали во секое село, спортска сала во секој училиште. 8 години, 8 сали. Толку, не повеќе. Се направи многу работи и сега, кога сме веќе тука, ние направивме анализа што една година ја работиме заедно со Министерството, успеавме ниту еден, без разлика која категорија на наставник е, оделенски, предметен или било како, или да ги делим па не дај Боже на партиски или било како, не, на колектив. Да никој не остане без работа. Сите си останат на работа, како што плашеа СДС и сега ќе останат наставниците без работа, па не знам како, не знам што. Сите остануваат на работа од ова година, од септември. Преминуваат во едносменска уште две училишта, а тоа е Тоше Велко Пепто и преминува Димитар Анџелка во Кавадарци. Во едносменско. Остануваат уште Гоце Делчев и Тодека Житев. Тие ќе преминат во 27-28. Таму бројот на ученици е многу поголем и имаме веќе буџет од милиони по евра за доградба на 14 училишта во двете школи. Не кажав, преминува и возраци во едносменско работење со доградбата. И ќе бидеме општина со едносменско работење, со тоа што ќе имаме максимален квалитет на децата, наутро да си учат и ова све друго што градиме. Спортски објекти, рекреативни објекти, стази, базени, спа, да можат нашите деца да си го користат по пладните часи. Јавните предпријатија во Кавадарци се насочени кон подобрување на услугите и заштита на стандардот на граѓаните, вели председателот на Советот на општина Кавадарци, доктор Стојан Чорамов. Во изминатиот период од 6 до 7 години имавме континуирано зголемување на минималната плата. Тоа зголемување континуирано минималната плата и зголемување на самите репроматеријали за работа овозможи да има и нивелација и корекција на цените на услугите кои самите граѓани ги добиваат од страна на јавните предпријатија и тоа што треба да го дадат кон нив. Токму во тој правец наша главна цел беше да токму при овие нивелирање на цена нашите јавни предпријатија овозможат да нивните услуги ги зголемат или да ги подобрат. Значи, опцијата беше не да се зголемат одредени цени на одредени јавни услуги, а тие цени зголемувањето да не биде оправдано. Токму во тој правец, ако не се извршат тие корекција на цени, ќе се судревме со уште поголеми долгови на самите јавни предпријатија и самото финансиско пореметување на нивните ликвидности ќе овозможи да во наредниот период уште повеќе отежиме работата и на тие јавни предпријатија и на самата локална самоуправа. Токму во тој правец јас ќе дадам ретроспектива на некои јавни предпријатија кои се стожери од сите 11, би почнал прво од тоа што е направено од јавното предпријатие Комуналец во овој втор мој мандат, односно во овие 6 месеци на 2026 година. Тоа е реконструкција на последната фаза од колекторот кај болницата, што го спомнавме претходно, потоа решавање на атмосферската канализација на улиците Бигла и Доне Попов, потоа решавање на водоводниот дел на улица Рајко Жизипов и Смилице на високите делови од градот, затоа што во изминатиот период, посебно во летните месеци, имавме проблем со високите зони на градот во однос на водоснабдувањето. Потоа реконструкција на главната хлорна и филтерна станица со нови хлоратори. Во овој дел би го спомнал и поставување од страна на Комуналец на атмосферски и фекална канализација токму на домот на деца со посебни потреби кои што го спомнавме пред малце, реконструкција на колекторот во село Дреново, потоа редовно перење на улиците и изнесување на смет од страна на Подкожувието, би го спомнал и новата водоводна линија која од 600 метра која се направи до самата депонија за да се овозможи во тој дел од градот да се намали пожари при евентуални идни пожари, затоа што депониите се реално голем проблем, посебно во летниот период. Моментално таков проблем има општина Росоман со депонијата, има водоводна линија нашата депонија и со тој начин спречуваме да има пожари во тој дел на градот, така да јавното предпријатие Комуналец во однос на неговата функционалност и во однос на тоа што е направено во овие 6 месеци,
овозможува да релативно достојно одговори на барањата на нашите сограѓани, редовно пометување на градот, редовно хигиена на нашите улици, и сметам дека во однос на хигиената и во однос на чистотата и тоа дека во овие горештини не се овозможи да Кавадарци биде и 24 часа без вода, укажува дека лицата редовно честно си ја работат својата работа, сите вработени во јавното претпријатие Комуналец, на тоа што сум посебно горд, затоа што тоа јавно претпријатие е едно најголемо јавно претпријатие во општина Кавадарци и сметам дека треба да биде достоен давател на услугите во нашиот град. Денес јавното претпријатие Комуналец и општина Кавадарци започнаа со активности за реконструкција на водоводната линија кај солидарните згради на улицата Ѓуро Салај. Во рамки на работите ќе биде поставена нова водоводна линија ФИ-110 во должина од 120 метри, со која целиот комплекс ќе добие нова и функционална водоводна мрежа. Секоја од зградите ќе биде одделно поврзана со нов приклучок. Активноста се реализира согласно програмата за 2026 година со цел подобрување на водоснабдувањето и постепена реконструкција на водоводната инфраструктура во градот, информираат од локалната самоуправа. Водата во Росоман и околината е исправна за пиење, од општината апелираат да не им се верува на шпекулациите и секакви објави по социјалните мрежи. Општина Росоман нема да одговара поединечно на секоја објава, статус или прашање чија цел е создавање сомнеш, страв и непотребна паника кај граѓаните со се почестите објави и шпекулации поврзани со квалитетот на водата за пиење, кои синхронизирано се појавуваат во повеќе општини низ Македонија, особено по последните случувања во Гостивар. Кога станува збор за здравјето на луѓето, нема простор за политички поени, шпекулации и дезинформации. За Росоман, Рибарци, Манастерици, Трстеник, водата се обезбедува преку системот од изворот Лукар, каде функционира современа станица, фабрика за филтрирање, третман и хлорирање на водата пред нејзино пуштање во водоснабдителниот систем. Во останатите населени места за водоводните системи за кои одговорна општина Росоман, редовно и навремено се врши чистење, хлорирање и дезинфекција на резервоарите, бунарите и каптажите. За извршените активности постои соодветна документација и доказна евиденција. Дополнително, на територијата на општина Росоман редовно се земаат примероци од водата и се вршат анализи од Центарот за јавно здравје, а резултатите се доставуваат до јавното претпријатие за комунална дејност Росоман. Согласно важечките законски прописи, за сите информации од значење, граѓаните се известуваат навремено. Доколку се појави каква било состојба која бара дополнителни мерки или представува ризик за граѓаните, јавноста ќе биде официјално, навремено и транспарентно информирана. Затоа од општина Росоман апелираат информациите поврзани со водата за пиење да се проверуваат преку надлежните институции, а не преку шпекулации и неофицијални објави на социјалните мрежи. Трет смртен случај од западно-нилска треска регистриран во Македонија. Пациент на возраст од 61 година починал во саботата и имал коморбидитети, информираше денеска министерот за здравство Сашо Клековски. Во моментот имаме 35 потврдени случаи и 3 суспектни кои се во процес на диагностицирање. Со тоа што најголем дел од нив се згрижени во клиниката за инфективни болести, еден пациент е згрижен во приватна здравствена установа. Имаме 3 смртни случаи, 3 починати и имаме 15 излекувани кои се отпуштени од клиниката за инфективни болести. Диагностички се подигнати капацитетите максимално. Ако минатите години се правеле по 40 анализи годишно,
ние сме веќе на ритм од 4 до 8 анализи дневно. Да подсетам дека 2 пати треба 2 независни теста за конечна потврда на диагнозата. Во однос на мерките на прскање, ДСЗ направи вонредна контрола на споредувањето на елаборатите за прскање во сите засегнати општини. Тоа е малку повеќе од Подранчето, каде што е прогласена епидемија, значи сите општини од Скопскиот регион се исконтролирани. Едно прскање во населбата Драчево за возрастни комарци, теретичко, односно од земја прскање, на 30 и 31 јули. И имаме ларвицидна теретичко, односно по земја прскање на 20 хектари на стоечки водени површини во тоа населено место. И третата е ларвицидна теретичка дезинсекција по индикација на 10 хектари на стоечки водени површини. Тоа е каналот во населба Сингилич, Стајковци и Румлеви, кој е направено на 13.8. Зошто се крие документ за водата во Гостивар и кој гарантира дека е безбедна? Прашаа на денешната пресконференција од СДСМ. СДСМ со денови јавно бара од владата на Мицковски да објави официјален документ, анализа резултат кој потврдува дека водата во Гостивар е безбедна за пиење. Прашањето е зошто се крие официјален документ за водата во Гостивар? Зошто не се објавува? Бадиела се повиците на Мицковски кога не се објавува и се крие од луѓето. А знаеме криењето на резултат до каква катастрофа доведе. Од почетокот на кризата со труењето во Гостивар нема ниту едно стручно лице да излезе и да ги соопшти резултатите за водата. Власта нема објавено ниту еден официјален документ за водата. Граѓаните не видоа ниту една институција, ниту одговорно лице што стои зад исправноста. Мицковски од екскурзија ја пушти водата за пиење во Гостивар, ама документ за исправноста на водата се уште нема. Клековски, кој исто така беше на екскурзија, се уште не се огласил, иако самиот најави дека првите резултати ќе ги има дури околу 20 август. Наместо премиерот и министерот за здравство, полицаец држеше здравица и објаснуваше колку е вкусна водата во Гостивар. Прво еден полицаец, Тошковски, ја хиперхлорираше, потоа друг Ангелов ја пушти во потреба со здравица. Тотална негрижа, срам, брука и неодговорност. Кој тога шири паника? Оној што не сака или не може да покаже официјален документ. Да работе институциите како што треба и на јавноста да и беа достапни документите, како и стручните овластени лица, немаше да има нервози ниту паника. Така што единствено паника создава Мицковски и неговата криминална екипа, нестручна и неспособна. Граѓаните на Гостивар, кои 5 недели пија загадена вода, каде има над 5000 заболени, не се служуваат ваков однос. Бидете барем еднаш одговорни и сериозни. Објавете документ. Која институција направила анализа на водата и какви се резултатите? Кој го потпишал извештајот и кој со својот подпис гарантира дека водата е безбедна? За здравието и животот на луѓето се работи. Талогот од СДС остана без политика, па измислува кризи, фактите ја рушат нивната паника, порача Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Неколку дена беа доволни за да се види целата политичка матрица на талогот од СДС. Прво создаваат сомнеж, потоа шират паника, па дезинформации, а кога институциите ќе ги демантираат со факти, ниту извинување, ниту одговорност. Тоа не е одговорна опозиција, туку политика која обстојува на создавање недоверба кај граѓаните. За водата во Скопје се пласираат тврдења кои надлежните институции веднаш ги демантираа. За Гостивар, последните испитувања покажаа дека водата повторно е безбедна за пиење. Наместо овие информации да бидат поздравени, СДС продолжува со обиди да создава сомнеж. Прашањето е едноставно, а тоа е зошто на СДС му пречи кога институциите ќе покажат дека системот функционира и дека проблемот е решен. Очигледно е дека освен вештачко создавање на криза, страф и паника, немаат што да понудат.
Додека Филипче одмора со Заев на јахтата во Паљури, неговите пајташи се обидуваат од секоја тема да создадат какафонија. Граѓаните заслужуваат факти, а не сценарија за создавање страв и паника. Водата во Гостивар е безбедна за пиење, институциите ја следат состојбата, а СДС треба конечно да разбере дека со ширење паника не се гради доверба кај граѓаните. Нови инвестиции за посилна македонска економија најавија на денешната пресконференција од владеачката ВМРО-ДПМН. Инвестициониот циклус во Македонија продолжува. Покрај компаниите кои веќе работат и создаваат нова вредност, во периодот што следи ќе се реализираат нови значајни инвестиции. А паралелно, владата води преговори со нови компании кои имаат интерес да инвестираат во нашата земја. Целта е да привлечеме инвестиции кои носат ново производство, современи технологии, добро платени работни места и поголем извоз, а истовремено да ја диверзифицираме економијата и да не зависиме само од една индустрија. Една од значајните нови инвестиции е инвестицијата на Джава Automotive во Тирс Тетово. Станува збор за мултинационална компанија со повеќе од 4 децении искуство во автомобилската индустрија, производител на безбедносни системи и контролни кабли и механизми за водечките светски производители. Во периодот од 2026 до 2030 година, компанијата планира да инвестира околу 20 до 21 милион евра, а според бизнис планот се очекува отварање на 400 до 500 нови работни места. Планот предвидува и извоз кој би достигнал околу 45 милиони евра годишно. Во Тир Скопје 1 започна изградбата на новата фабрика на Чагатај Кабло. Инвестицијата е вредна околу 6 милиони евра, ќе опфати производствен објект од 10.000 квадратни метри и ќе возможи до 200 нови работни места. Особено значајни се инвестициите во современи и високотехнолошки индустрии. Во Тир Скичево започна изградбата на фабриката за електронски батерии за автомобили на белгиската компанија Avesta Battery and Energy Engineering, додека германската BMZ Group реализира инвестиција од 65 милиони евра во производство на литиум-ионски батерии, со планирани 700 нови работни места. Во оваа група се инвестицијата на Epsotech за развојно-истражувачки центар и инвестицијата на американскиот Webtech за производство на сопирачки за шински возила. Она што особено радува е што инвестицијскиот интерес се шири и надвор од автомобилската индустрија. Една турска и една германска компанија од областа на високите технологии потврдија дека ќе инвестираат во Македонија. Нивните вкупни инвестиции се очекува да достигнат околу 80 милиони евра, со околу 1000 нови работни места и заеднички извоз од над 200 милиони евра. Со 3 странски компании се завршени преговорите за инвестиции и отварање фабрики во Македонија. Станува збор за компании од автомобилската индустрија, високите технологии и фармацевската индустрија. Паралелно, владата преговара со уште околу 10 компании од различни сектори, меѓу кои високите технологии, автомобилската индустрија, енергетиката и други индустрии со висока додадена вредност. Целта е овие разговори да ги претвориме во конкретни инвестиции, нови производствени капацитети и нови работни места. Во телекомуникацијскиот сектор, компанијата 4G, која доби дозволата за трет мобилен оператор во Македонија, планира да инвестира повеќе од 100 милиони евра во развојот на новиот оператор, што ќе значи поголема конкуренција, нови услуги и дополнителни можности за граѓаните. Овие инвестиции се потврда дека Македонија станува поатрактивна дестинација за долгорочни, стратешки и технолошки напредни инвестиции. Владата предводена од ВМРО-ДПМН ќе продолжи да ги поддржува домашните компании, но и да ги отвараме вратите за странските инвеститори кои сакаат да произведуваат и да создаваат во Македонија. Продолжуваме со спортот. Тиквеш киксираше на домашен терен и загуби од Шкендија, а Рачиново со 0-1. Струга минимално со 1-0 го совлада Вардар, откако скопјани во 96-та минута промашија пенал. Според сите очекувања, третото коло во првата македонска фудбалска лига донесе мощни, неизвестни, интересни и израмнети дуели. Арсими долго се мачеше, но на крајот во самиот финиш минимално со 1-0 го совлада Башкими. Во Кратово Силекс исто така долго се мачеше, но на крај го совлада црстиот тим на Скопје, дури убедливо со 3-0. Во Кавадарци Тиквеш доминираше, играше, а тимот на Шкендија од Рачиново
еднаш шутна кон голот на Кавадарчани и си замина како победник со резултат 0:1. Имаше тикве своји шанси, имаше и статива и пречка, но сепак не успеа да ја сместа топката во противничкиот гол. Фудбалската представа во Кавадарци ја расипа главниот судија, кој создаде голема нервоза на теренот, го навлече гневот и на публиката, а и голот на Шкендија падна по очигледен намерен фаул врз домашен фудбалер кој судијата не го санкционираше. Струга и Вардар одиграа неизвесен надпревар, откако Скопјани во 96-та минута промашија пенал, минимална победа од 1:0 славеше Струга. Шкендија на рутина и искуство, дури во второто полувреме, убедливо со 4:1 ја совлада екипата на Брегалница од Штип. Започна второлигашката борба за место во елитата. Фаворитите, според очекувањата, киксна единствено Пелистер и Македонија Ѓорче Петров. Викендов се одигра средбите од првото коло во втората македонска фудбалска лига. Оваа конкуренција никогаш не била посилна како што е сега, бидејќи настапуваат квалитетни тимови со богато праволигашко искуство и традиција. Македонија Ѓорче Петров потврли на домашен терен и одигра само 1:1 со Тетекс. Работнички беше убедлив против Кожув и славеше со 3:0. Брера во Струмица беше сигурна против Евромилк Горно Лисиче и славеше со 2:0. Шкупија продолжи лошата серија и дома загуби со 0:2 од Детонит Плачковица. Охрид не дозволи изненадување на домашен терен и славеше со 2:1 против Новаци, а Беласица минимално со 1:0 го совлада Осоголо. Во последниот надпревар, под рефлектори во Битола, Пелистер се спасуваше од бламажа и со голот пенал во 86-та минута одигра само 1:1 против дебитантот во оваа конкуренција, екипата на Камјани. Утре сончево и топло со мала до умерена облачност, попладне има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветар, температурата до 36 степени. Од четврток следува период на многу топло време, во деновите од викендот дневната температура наместа се очекува да надмине 40 степени. Тоа беа содржините во дневникот. Доколку нешто пропуштивте, можете да следите на ktv.mk и на нашата официјална Facebook страна. Имајте пријатна вечер.